Јас ќе ви се заблагодарам што имавте можност и да бидете дел од утринската програма со ваши телефонски јавувања. Сигурна сум дека и внимателно имавте можност да ги проследите нашите утрински вести, а она што сега ќе следи ќе биде разговор во нашето студио. Мојата драга колешка Искра, да, веќе темата ја гледаме, меѓутоа кога зборуваме на оваа тема, навистина треба да имаме голема свест ние жените навреме секогаш да ги извршиме сите оние можни прегледи кога станува збор за дојката или рак на дојка, дијагноза ќе зборуваме за третманот и превенција со оглед на тоа дека октомври месец е токму за будење на свеста или за редовни прегледи. Искра, добро утро еднаш до тебе и до гостинката. Слободанка, ти кажам, прв пат прозборувам сега ова утро и двој чекав да кажам нешто. Инаку, Слободанка, не знам ли паметиш, токму на оваа тема заедно бевме всушност на преглед последен пат, кога бевме на систематски. На систематскиот преглед. Така што не мора во октомври да ни текне тоа да се прави, нели? Токму така, после на секои 6 месеци јас мислам дека би требало да бидат редовните прегледи, зависно од тоа што имаме и што. Секој пациент е приказна само за себе, нели би можело да одат прегледите еднаш годишно ехо, на 2 години ехо и мамографија, доколку пациентката нема некои други ризик фактори или патологија кои што треба да ги следиме на почест. Така, повелете. Доктор Изабела Божиновска е нашата денешна гостинка, специјалист по радиологија од Аџи Бадем Систина. Добро ви утро. Добро утро, ви благодарам за многу на поканата. Во нашето студио се надевам дека ќе ви биде пријатно и дека повторно ќе ни дојдете. Кога зборуваме сега за рак на дојката, сосема логично е прво да ве запрашам што е тоа, што представува, каков вид на рак е ова? Така. Значи, ракот представува малигна болест која што е најчеста кај жените, офаќа некаде околу 30% од малигнитетите кај женската популација и е во особено голем пораст во последно и на глобално ниво и кај нас во Македонија. Пикот на појавување од 45 до 55 година, но за жал се повеќе го среќаваме и кај жени под 40-та година, па дури и под 30-та година, така да веќе возрастна граница нема. Инаку представува абнормален раст на клетки и размножување кои формираат една туморска маса која што се разликува од оние бенигни промени по тоа што може нели да метастазира. Може да даде метастази првенствено во аксиларната регија, но исто така и далечни метастази хематогено во далечни органи, најчесто белите дробови, скелетот, мозокот и така натаму. Сега нели што е важно? Важни се овие емисии, овие апели во текот на најчесто во текот на месец октомври како месец посветен кон борбата со ракот на дојка, да им дадеме до важност на овие редовни превентивни прегледи, бидејќи иако ракот на дојка е чест, сепак може, доколку го фатиме во оние рани фази, не само да се лекува успешно, туку и комплетно да се излекува и пациентката да го врати оној нормален квалитет на живот како што го имала пред болеста. Да, тоа е и целта. Да, тоа е и целта. Кои се причинителите, како што се нарекуваат ризик фактори? Така, значи нема една конкретна причина, постојат неколку ризик фактори кои што ги асоцираме со карциномот на дојка, околу 20% е онаа генетска предиспозиција, значи ако жената има двајца или повеќе сродници во својата фамилија, да кажеме мајка, баба, тетка и слично, има зголемен ризик да појави карцином на дојка, но не мора да значи. Неубаво наследство се види, така да го речеме. Да, за жал, да. Исто така, бидејќи нели дојката не е статичен орган, таа реагира на сите оние хормонални промени во телото, така и она долготрајна употреба на хормони, да кажем, или пак инвитро стимулација, исто така имаат влијание и го зголемуваат ризикот од појава на карцином и сите оние лоши животни навики од типот на пушење, алкохола и самото аерозагадување. Морам тука да ве потпрашам, бидејќи ние ја делиме таа судбина многу рано да стануваме и недостаток на сон, дали спаѓа тука во ризик фактор? Па, ако ви предизвикува некаков вид на стрес, да, бидејќи стресот си има влијание врз тоа. Рековте дека за жал во последниот период е во подем, во пораст. Зошто, на што се должи тоа? На неквалитетниот начин на живот? Неквалитетниот начин на живот, да, пак ќе спомнам аерозагадувањето, исто така и потребата на хормони и се она што се вика живот.
кои се оние рани, овде постојат рани знаци? Има некои... Не, баш за жал, значи може да не постојат рани знаци, пациентката да го носи карциномот во себе, но да нема никакви евидентни знаци или симптоми, заради тоа и се апелите да се прават редовни прегледи кај пациенти без разлика дали тие имаат некаков симптом или не. А инаку симптоми кои што се поврзани кои се првите, да, симптоми кои што се поврзани со карцином на дојка се, значи пациентката може да почувствува некаква грудка, може да почувствува некаква симетрија во градите, вовлеченост на брадавицата, некаков вид на исцедок од брадавицата, било да е крвав или слузав исцедок, задебелување на кожата на градата, како ја нарекуваат како кора од портокал. Кај одредени инфламаторни карциноми може да има зголемување на целата дојка, таа да е црвена, воспалена, инфламирана, болна. И кај пеџетова болест исто така може да биде инволвирана брадавицата, значи на неа да има крусти, љушпички и од неа да истекува крвав секрет. Но често пат, бидејќи ги препорачувате тие така наречени само прегледи, знаете да не излажат некогаш симптомите, знаеме некогаш да ни се причини нешто што нема. Од исклучителна важност е да ги стекнеме во навика, затоа што жена што прави само преглед и ќе и текне да дојде и на преглед кај доктор, инаку треба и уште од... Како правилно да го направиме тој само преглед? Така. Значи се прави во две етапи. Првата етапа е наблюдување, значи може и пред огледало да се прави, да ги анализираме дојките, дали гледаме некое вовлекување, како што кажав, на брадавицата, некое испакнување, некоја асиметрија. А вториот дел е палпација. Значи со врвовите на вториот и третиот прст со јагодиците го палпираме целото поле на дојката, исто и аксилите, се до градната коска. Десната дојка со левата рака, левата дојка со десната рака. И значи ако заприметиме било каква грудка или нешто што го немало претходниот месец, тогаш треба да се јавиме порано на преглед. Она што е важно и кога се прави само прегледот. Значи некога нас ке ни текне, туку треба да се прави по завршување на менструалното крварење. Значи 2 до 3 дена по завршување на менструалното крварење, а не пред да добиеме, бидејќи тогаш нели градите се и поосетливи, понабрекнати, може и некои лажни топчиња, грудки да почувствува. А како вие го диагностицирате? Како ние го... Значи, кога ќе дојде кај нас пациентка на преглед, ние првенствено започнуваме со анамнеза. Земаме анамнеза, дали има фамилна историја пациентката, дали има некои ризик фактори и слично, па преминуваме и ние исто на инспекција, на палпација. Користиме различни диагностички методи, при што најважно ни е ултразвукот и мамографијата. Тие ни се првенствени методи кои ги препорачуваме како превентивни прегледи. Ултразвукот користи ултразвучни зраци и можеме да го користиме буквално кај секоја пациентка, бидејќи нема штетно јонизирачко зрачење, може да се користи кај бремени и кај доелки и се препорачуваат превентивните прегледи да се прават еднаш годишно со ултразвук, освен ако имаме некои процеси кои што ги следиме, да кажеме фиброаденоми, па треба да го правиме на 6 месеци. Мамографијата користи рентген зраци, ни помага да добиеме слика на градите, при што кај нас се користи дигитална мамографија. Ја добиваме сликата на голем екран, можеме да зумираме, да ја едитираме сликата, да обрнеме внимание на најмали детали, при што таа ни помага особено во детекција на тие калцификати, ние што често ги спомнуваме, и тие калцификати може да ни бидат ран знак за појава на карцином. Мамографијата ја правиме од 36-та до 40-та година, но некогаш знаеме да правиме мамографија и пред 36-та година. Например, доколку пациентката имала мајка која што имала карцином на дојка на 40 години, ќе започнеме кај таа пациентка да правиме мамографија уште од 30-та година. Така да секој пациент е различен и пристапот е индивидуален. До сега зборувавме за жените, но може ли и кај мажите да се јави рак на дојка? Да, иако е многу поредко, сепак треба да се знае дека карциномот на дојка може да се појави и кај машката популација.
така да доколку почувствуваат некаков симптом од типот на грудка, некаков секрет или нешто што ги вознемирува, треба и тие да се јават на преглед и кај нив би биле направени истите диагностички процедури како и кај жените. Значи и ехо може да се направи, мамографија може да се направи и понатаму ако треба биопсија и слично. Зборуваме општо за ракот на дојка, но претпоставувам дека постојат типови, подтипови, што е она најважното што треба секој ден од нас да го знае. Значи има повеќе патохистолошки подтипови на карциноми, од дуктален до лобуларен до медуларен и различни имиња кои што ние си ги знаеме, нели, и тие се одредуваат врз основа на патохистолошката анализа. Значи, кога ние ќе увидиме некоја промена што ни е сомнителна, било на ултразвук, било на мамографија, треба да ја докажеме. А докажувањето иде со биопсија. Значи се зема материјал, се зема примерок од таа промена и се праќа на патохистолошка анализа за патологот да ни го каже името на карциномот. Исто така друга поделба на карциномите во однос на нивната диференцираност, значи дали се добро диференцирани или лошо диференцирани, односно во однос на нивната агресивност. Исто така имам одредени испитувања во однос на хормон рецепторите кои што ги содржат, значи дали се естроген позитивни рецептори, прогестерон или HER2 позитивни, а тие ни помага за понатамошната терапија и правење на стратегија за понатамошен третман кон тој карцином. И сега, откако ќе се диагностицира, каков е третманот, односно, што се нуди современата медицина како третман? Исто и третманот е индивидуализиран, значи во зависност од сите овие резултати што ние како радиолози ќе му ги дадеме на хирургот и на онкологот, значи ние правиме еден предоперативен стейджинг се нарекува тоа, колкав е туморот, каде се наоѓа, дали се зафатени аксиларните лимфни јазли, дали е позади брадавка, отстранан, значи има различни пристапи, исто така и на одите од патологот, се тоа се зема во предвид и се одлучува каков ќе биде понатамошниот третман. Најчесто е хируршки третман, почетниот третман, при што имаме интервенција од типот на лампектомија, штедливи интервенции кога се вади само еден дел од градата, квадрантектомија, или пак радикална мастектомија кога се вади целата града заедно со лимфните јазли. Сега материјалот повторно се праќа на патологија, се прават сите дополнителни исследувања и во зависност од стадиумот, дали има далечни метастази и слично, се продолжува на дополнителни третмани, било да е тоа хормонална терапија, било да е зрачна терапија или пак хемотерапија, биолошка терапија и така натаму. Сега за самиот крај да ни подоткриете нешто, ако може, своевидна ексклузива, со оглед на тоа што неодамна се вративте од Валенсија, не на прошетка, туку научен состанок. Од Аџибадем Систина бевте пратени таму и сега да видиме кои се најновите сознанија. Токму на оваа тема бевте, така? Да, имавме чест да бидеме представници од Аџибадем Систина заедно со доктор на медицински науки Маја Стојчевска Чапова и да учествуваме на низа работилници и предавања кои што беа организирани од врвни професионалци во таа област, можам да кажам. Особено акцент беше ставен на апдейтирање на тој бирац лексикон. Тоа е нешто што го користиме ние за издавање на рапорти, да може сите радиолози било каде и да сме да се комуницираме меѓу себе и се разбира сите тие апдејти искуство да си разменувате. Да, сите тие апдејти ние ќе ги примениме во нашата пракса и ќе ги усовршиме нашите извештаи. Значи напредува медицината, напредува и во однос на диагностиката на карциномот на дојка, но и во однос на третманот, се помалку интервентни, се помалку интервенции, се повеќе на штедливи интервенции се иде. Третманот исто така и во однос на онколошкиот дел е унапреден, меѓутоа можам да кажам дека е чест да се работи во Аџибадем Систина, бидејќи сме рамо до рамо со врвни светски болници кои што користат, значи, апаратура како нашата, која обезбедува врвен квалитет. И она што е многу важно е дека имаме мултидисциплинарен пристап, односно комуникација помеѓу сите наши тимови, од патолози до радиолози, до онколози, хирурзи, па дури и реконструктивна хирургија. Да, и морам да ви кажам дека како пациенти ние е утешително што знаеме дека напредува медицината, но добро е што ги следиме сите тие трендови, светски трендови.
Јас многу ви благодарам и да ве прашам дали ќе ни дојдете пак. Се разбирам, да. Одлично. Беше Слободанка, гледам дека внимателно слушаше, дали нешто пропуштивме? Многу внимателно навистина слушав, затоа што сите нас жените Не засега. ова не засега и текако. Меѓутоа јас само накратко би сакала за цистите, околу цистите и мислам дека тоа не го споменавме, Добро, затоа што нели изслушав се. Колку тие можат да станат проблематични доколку не ги контролираме? Често состојба се, значи не кажувам болест, тоа се состојба на градите, поради која што пациентите доаѓаат на преглед, затоа што цистите се и најчесто причина за појава на болка во градите и пациентите чувствуваат таа болка, се загрижени, доаѓаат на преглед, прашуваат колку ги има цисти, колкави се и слично, меѓутоа цистите не се болест, не ни е битно колкави се, она што ни е важно е внатре во нив да нема некој субстрат. Иначе самите цисти не се проблем и не треба нешто специјално да ги третираме. Да дигаме паника околу тоа. И да, заклучок, доколку и немаме симптоми, можеме да ја имаме, не дај Боже, болеста и затоа навреме прегледи. Редовни прегледи, како што ќе ни налага нашиот доктор, обавезно барем еднаш годишно ехо, на 2 години мамографија и ехо. Клучото е навреме да се отвори. Навреме. Така. Ви благодарам многу. Ви благодарам.